Пациент со ретка болест почина чекајќи лек. Стотици други во неизвестност ќе го добијат ли потребниот лек што живот значи. Регистрирани како бројка, но нивните проблеми речиси невидливи за државата. 1 денар од секој литар испиено пиво. 1 денар од секоја испушена кутија цигари или 40 денари од секој литар чист алкохол. Во просек, најмалку 3 милиони евра годишно се собираат исклучиво за пациентите со ретки болести, но не секогаш завршуваат за лековите што им требаат. Што прави или не прави државата, а треба да преземе? Вечерва во топ тема на ваша страна дебата со заменик министерот за здравство Гоце Чакаровски, со представници на Сдруженијата за ретки болести, 3 храбри дами кои секојдневно ја бијат битката за себе или своите најблиски. Весна Алексовска, Маја Алексиевска Димик и Наташа Ангелеска. Почнуваме за кратко. Чекална грижа од државата ја немало. Почнал сам да го бара чарето и да си го купи лекот што живот значи, но не го дочекал. Пациент со ретката болест, идиопатска белодобра фиброза, пред една неполна недела ја загуби битката за животот чекајќи го лекот. После речиси 1 година од барањето да му ја одобрат терапијата, решил сам да ја набави, но било предоцна. Починал ден пред да почне да ја прима. На конец висат животите и на многу други пациенти со ретки болести. Други се жалат на квалитетот на инсулинот. Од друга страна, државата повлекува фалсификувани наводно лекови, но не кажува кои се. Што се случува? Ова се само дел од темите. Главната е пациентите со ретки болести, за кои мои вечерашни гости се 3 дами, кои водат секојдневна битка за својот или за животите на најблиските. Добро вечер за Маја Алексиевска Димич од Сдруженијето Вилсон Македонија. Весна Алексовска, Сдружение Живот за предизвици и Наташа Ангелеска, ХАЕ Македонија. И во дебата со нив или против нив, ќе видиме како ќе излезе, заменик министерот за здравство Гоце Чакаровски, или бидејќи веќе 3 месеци со целосно овластување за сите надлежности. Само една недела. Само една недела со целосно овластување? Да. Претходно? Англиска кралица. Ова е интересен детал, бидејќи беше речено дека ќе ги добиете сите надлежности, но како функционираше министерството без министер со англиска кралица до пред една недела и од сега кога ги имате сите овластувања? Значи, јас не се почувствував како англиска кралица пред да почнам да ви одговарам на прашањето, да изразам сочувство за починатиот, пред се како лекар и како човек. Да ги поздравам дамите, не ги чувствувам како сопернички, него ги чувствувам како инволвирани во нешто што треба заеднички да го решаваме, за во иднина јавноста во Република Македонија на вистина да добие впечаток дека здравствениот систем ќе мора да се промени. Значи, здравствениот систем во Република Македонија постои да биде на услуга на пациентите. Не постои сам за себе. Значи, без пациенти не постои ни здравствен систем. Здравствениот систем не е само за докторите. Докторите треба да бидат во функција на пациентите. Меѓутоа би сакал и во дискусијата да отпочнеме да дискутираме како да ги решаваме проблемите побрзо, поефикасно и целосно. Да, тоа ни е намерата. Меѓутоа морам да ви одговорам и на прашање дека јас по вокација не сум човек кој ги гледам работите, а не реагирам. Значи, во отсуство на министерот, значи се грижев колку што можев во рамките на моите можности да не се почувствува неговото отсуство, бидејќи
министерот само една челна фигура во министерството. Министерството е тим од луѓе кои работат, значи со одредени задачи за одредени цели. Пред една недела овластувањата ги добив во смисол да не функционира министерството, бидејќи таму морате да подпишувате некои документи, ако немате овластување, не можете и тие. Ке замри се, заради тоа со одлука на влада ги добив тие ингеренции и се надевам дека до назначување на нов министер нема да се почувствува отсуството се во рамките да ниту вработените во здравствениот систем, а пред се Зашто граѓаните толку и доцна пациенти. да дојде таквото овластување кога се знаеше дека На тоа не можам да ви одговорам. ќе го побараме одговорот на друго место. Меѓутоа, морам да ве прашам. Излеговте деновиве со наводно смирувачка изјава околу фалсификуваните лекови и побаравте трпение. Меѓутоа, јавноста очигледно бара одговори, бидејќи многу од тие што ја прочитале вашата изјава, што ќе го слушнат тоа што сега ќе го кажете, може би користеле дел од тие лекови. Има ли фалсификувани лекови? Ги најдовте ли кои сте? И конечно, како лекар, на чело на таа институција, не чувствувате ли одговорност дека мора да кажете кои се лекови? Значи, за да кажам кои се лековите, прво треба да добијам релевантни податоци, значи почуен глас, дека тие лекови навистина се фалсификат. Значи, јавноста треба да биде запознаена дека ние имаме во Република Македонија 2 лаборатории. Значи, ги чекаме тие лаборатории да излезат со свој резултат. За одредени параметри да се посочат дали некој лек е фалсификат или не, неопходни се стандарди некои. Тие стандарди моментално ги нема во државата. Меѓутоа, господине Чекаровски, се извинувам. А доколку Министерството е систем кој што треба да функционира како тим, и институциите, како што се Фонд за здравство, како што се агенција, како што се Министерство, се дел од еден систем кој без точни, проверени информации не смее да лиферува тогаш шпекулативни информации кои што ќе вознемират јавноста. Значи, шпекулациите се надвор од моето поимење на здравствениот систем. Значи, јас одговорив на поставено прашање на новинарите дека сите лекови кои се сомнителни ќе одат на проверка. До моментот додека не добиеме релевантни докази дали се работи за фалсификуван лек или не, не смееме да излегуваме со паушални одговори. Не ги прашавте вашите колеги од другите институции зошто тогаш излегува со тие информации? Не е тоа моја надлежност да ги прашам. Ако поставувам јас прашање на секој што излегува во јавноста... Па не се секој директор на Фонд за здравство и директор на Агенција за лекови, не е секој. Па сега вака е на работа. Значи, во Република Македонија веројатно многу не го познават здравствениот систем. Мене ми е многу жал. Фондот за здравствено осигурување е купувач на услуги. Значи, парите од вас, од нас, граѓаните, одат во Фондот за здравствено осигурување. Значи, Фондот за здравствено осигурување купува услуги од болниците, здравствените домови, клиниките и од тие. Значи, ние мора да ги разграничиме работи. Поентата не е во органограмот. Поентата е што официјално лице кое на крајот на краиштата е именувано од истата институција, е именувано од владата, вие сте од собранието, се извинувам, да не забегаме сега во политички систем и уставно уредување на државата. Меѓутоа, сите сте дел од една актуелна гарнитура. Невозможно е двајца директори да излезат со информација дека има лекови, а вие да велите смирете се, чекаме да видим. Вие со вашата изјава ги доведувате нивните изјави на ниво на шпекулативност. Значи, јас немам релевантен доказ и да ми каже дека овај лек е фалсификат, овај лек е фалсификат, овај лек е фалсификат. Кој ќе го добијам тоа, јас ќе излезам повторно кај вас на телевизија и ќе кажам, се работи за таква серија на лекои, со таков сомнителен квалитет, со производство, кој го увезил,
и како се нашол во аптеките во Република Македонија. Добро, факт е дека има излезено податоци во јавноста. Кој е оптималниот рок во кој што вие очекувате намаса да го имате тоа што според вашите принципи на работа треба да го имате? Точни, потврдени информации од соодветна надлежна институција. Да. Кој е тој рок што го имате зададено или кој што е оптимално може? Видите на работа. Во Република Македонија контрола на лековите, Агенцијата за лекови, ги контролира лековите. Квалитетот на лековите. Тие ќе издадат, тие дадоа до соодветни институции во државата, тие си ја бркат работата. Која ќе ги добијаме ние одговорите? Нема таму термин ден, 2, 5, 10. Кој ќе добијаме резултат, први ќе знаете тие резултати од испитување. Ви благодарам, продолжуваме со темата што е централна во вечерашнава емисија, а тоа се и проблемите на пациентите со ретки болести. Маја Алексиева Димич, што е Вилсон? Вилсон е ретка болест, генетско нарушување на метаболизмот на бакар во организмот. Лицата кои што имаат Вилсон, едноставно речено не им функционира тој механизам и вишокот бакар што што секој од нас го прима преку исхраната се таложи во организмот, најпрво во црниот дроб. Прави оштетување на црниот дроб, понатаму доколку тоа таложење не се спречи, се шири на другите органи преку крвта, може да дојде и до мозокот и да остави некои непоправливи последици. Вие сте двоен паталец. Изгубивте чедо за да спасите чедо. Да, за жал. Мојот пример е, за жал пак ја речам, убав пример за тоа што значи кога има медицинска експертиза и навремена диагноза од една страна и кога тоа го нема и што значи кога пациент прима континуирана, редовна терапија. А што значи кога ја нема терапијата? Како што рековте, за жал јас го изгубив мојот син пред 3 години и тогаш прв пат се соочив со тоа што се предизвиците, проблемите на овие луѓе кои дотогаш само ги слушав и ги поддржував преку акции за донирање и така натаму. Пред 3 години јас дојдов од оваа страна и кога постхумно, бидејќи мојот син почина без утврдена точна диагноза, дознавме за диагнозата, бидејќи прочитавме дека е генетска, се обративме во Институтот за генетско инженерство во Македонската академија за науки и уметности, каде што ни рекоа да, имаме можност да правиме генетско испитување за Вилсон, но немаме реагенси, ги бараме со години, никогаш не дошле на ред. Каде го направивте? Имавме среќа да имавме можности тоа да го направиме надвор од државата во Австрија. Го направивме и за ќерката и за нас како родители, со што за 2 дена се установи дека ние сме носители, а ќерката ја има болеста. Како таа се бори сега со болеста? Па кај неа е релативно едноставно со терапијата. Кај неа е релативно едноставно затоа што болеста е фатена на време, што викаме фатена на време, значи не остави некакви последици за среќа. Пак ќе повторам, имаме можност, па се уште ги взимаме лековите сами, затоа што не сакаме да има, нема да дозволам да има прекин во незиното лекување за да не дојде до влошување. Секој незимање на терапија, кај сите пациенти, се разбира и кај овие, ние сме едни од ретки болести кои што имаат среќа да има терапија и ретки во смисол дека доколку е болеста навреме диагностицирана, пациентот може да има сосема нормален живот. Се разбира, со минимални диететски рестрикции и континуирано секојдневно доживотно земање на терапија. Вели, го има ова јавна на вашиот Facebook профил, вели надежта е скапоцен камен без кој ништо не се може. Да се има надеж значи да се верува во својот успех. Ако немаш надеж, не си ништо. Дамјан Димич. Ова е нешто што ви останато од како аманет од Дамјан. Меѓутоа,
Доволна ли е само надежда? Па надежда е неопходна. Значи, токму како што напишал Дамјан, без надеж ништо не се може. Меѓутоа, не е секогаш само тоа. Треба да се има можности тоа да се оствари, да им се обезбеди на овие пациенти да имаат можност да го остварат правото на здравствена заштита. Значи, јас можам да имам надеж дека ќе биде се во ред, дека со терапијата ќе биде секако што треба, како што и може да биде, но ако ја немам терапијата, навистина е се залудно. Ви благодарам за сега. Верувам, заменикот министер запишуваше, ќе имаме можност да дебатираме за сите проблеми. Накратко, Весна, со вас сме се видувале во многу прилики и вие сте непрекален борец. Што значи да се живее со гоше, да се чекаат овие бирократски процедури, тендери, нарачки? Значи да паднеш во депресија и очај буквално, значи да живееш живот кој е како минско поле. Буквално не знаеш на што ќе нагазиш и кога ќе експлодира кај тебе во семејството. Болеста на гоше, фала Богу, е болест која има многу терапии кои се достапни во светот, па и во Македонија имаме достапна терапија, но за жал недостапна беше истата долги години. Значи јас дијагнозата ја добив на мои 7 години, првата терапија ја добив на мои 23 години некада, кога веќе бев критичен случај, ми се кршеа кошки од гушкање, имав огромен стомак кој не беше заради бременост, туку беше заради слезина и црн дроб, и имав хемоглобин толку намален и тромбоцити и буквално немав енергија да станам од кревет некои денови. После тоа, откако ја добив терапијата, јас сватив што значи да имаш живот без болка. Истото ги запознав сите други пациенти во светот на гоше и сватив што значи да едноставно да бидеш човек кој може да живее, кој може да работи, кој може да има семејство, кој може да има буквално се во животот. Од тука натаму решив дека ќе се борам за сите пациенти со ретки болести, затоа што секој треба да ја добие таа шанса. Значи не може секогаш да чекаме на донации, не е секој од нас ни способен да стигне до тие донации во светот, затоа што буквално пред 10 години бевме рачунати во земји како Африка, како што се донираше во Африка и во Индија, се донираше и во Македонија, но денес се сметаме веќе за една земја која сака да биде дел од Европа. Ако сака оваа земја да биде дел од Европа, тоа така треба да се однесува и со своите граѓани, како да се дел од Европа. Тоа значи да им даде шанса за квалитетен живот. За моделите и тоа како да се реши. Во првиот момент кога бев ставена на терапија на државата, тоа беше паралелен увоз на лек, тоа беше сомнителен лек, тоа беше лек што беше полецен. После неколку месеци на терапија, затоа што добивме алергиски реакции како пациенти со гоше. 7 месеци бевме оставени во терапија и во неизвестност, кога никој не ни кажуваше ни што се испитува, ни каде се испитува, ни што беше испитано, иако упативме барање и до агенцијата и до Министерството за здравство, и до ден денес немаме појма што имаше во тие ликови. Тоа го прочитавме во едно новинарско издание на Менче Точи, во една статија неизина, каде што напиша што се имало во тие ликови, каде што од 16-10 биле фалсификати, внатре имало дефероксамини и обична течност за инфузија. И кога го прочитавме тоа, свативме дека всушност ние сме примале нешто не само што не ни делува, туку што може и да ни го намали хемоглобинот, нешто што кај нас е веќе проблем, затоа што веќе имаме намален хемоглобин. Значи многу проблеми ќе отвориме најголем дел од нив. Ангелеска, вие се борите со ХАЕ накратко, сосема накратко, за да ја отвориме и дебатата, не само во Македонија, туку и малку пошироко на регионално ниво, па од тука и ќе ви имаме и со повеќе искуство. Хередитарен ангиоедем или накратко ХАЕ е болест на недостиг на еден крвен протеин кој што е одговорен за имуниот систем во организмот и предизвикува отоци на различни делови од телото, било да се манифестирани надворешно, па дури и на внатрешни органи. И за жал оваа болест има висока стапка на смртност, дури 30%, особено при недостапност на терапија. Она што е да речам иронијата е што за оваа болест на светско ниво постојат 6 одобрени и применливи ефикасни терапии,
Ние во Македонија повремено имаме 2 достапни терапии, меѓутоа континуитетот слабо го имаме, а иначе јас зборувам во име на пациентите со ХАЕ, бидејќи ги застапуваме пациентите од Македонија, меѓутоа и од цела југоисточна Европа, затоа што сме дел од мрежа на пациентски организации на светско ниво. А иначе сум родител на детенце со оваа болест, каде што се диагностицираше кога син ми имаше 5 години, иако симптомите ги покаже уште на година и пол. Има лекови на време? Не, нема во континуитет. Има, меѓутоа не во доволни количини, значи клиничката слика е различна кај секој пациент индивидуално. Мојот син е еден од тие потешки случаи, каде што потребите му се некогаш 6 до 8 потребни терапии месечно, од државата добиваме само 2 дози. Така за другите како се? За другите продадовме куќа, продадовме стан, земавме кредити, нешто со донации, меѓутоа никако не е тоа системско или долгорочно решение и затоа се одлучивме заедно со моите соговорнички на овие чекори да се бориме и застапуваме за сите пациенти. Господин Чекаровски, имаме само 3 госпоги, 3 различни животни судбини. Колку пациенти има во регистар? Јас прво се сочувствувам со не само со нив, и со тие што не се наши. Мислам присутни тука. Значи во регистарот има негде околу 300, последната информација што ја добив, значи 327. Меѓутоа слушам дека станува збор за околу 400 и ме држите за збор точно. И ние не И 50 и нешто, мислам така. Тоа се регистрираните, веројатно има уште кои не се регистрирани се уште. Значи, ние се разговараме за регистрираните. Во Македонија можда во овој момент ќе се диагностицира 457. Не станува збор дали ќе имат 450 или 500. Значи, станува збор за една недоверба која во изминатиот период створена меѓу нашите авторитети кои работат на клиниките и асоциациите на пациенти. Значи, јас зборувам пред секако лекар. Значи, најголемото моје задоволство беше кога ќе излечев некоја пациентка. Сретно ќе ја завршив операцијата, ќе породив здраво дете и така натаму. Значи, пациентите имат право пред се. Меѓутоа, тие административни заврзлами кои досега беа правени, дајте заеднички да почнеме да ги решаваме. Значи, од моите податоци вие кажувате дека нема лекови. Еве јас се потрудив во текот на денешниот ден дека не се јавиле понудувачи да ги донесат лековите. На тендер. За која болест, за кој лек? Значи, се не збораме за која болест, за кој лек. Значи, за одредени лекарства, за кои тврдите вие, значи, општо се, значи, нема понудувач кој ќе го донеси во Република Македонија. Во таков случај, значи, паралелниот увоз, малце да го објасним, паралелниот увоз кај нас е скроз погрешно направен. По директиви на Европска Унија, заради одреден квалитет и да не му останува вишок, значи тие можат да ги распоредуваат, меѓутоа тоа е со критерии. Првата земја која требаше да биде референтна за Република Македонија беше Грција. Меѓутоа испадна Турција. Не навлегвам во минатото зошто е таа избрана. Ме разбирате? Паралелниот увоз е злоупотребен. Значи, точно заради тоа одма од првиот ден ние почнавме да правиме промени во некоја наредна емисија, ќе слушнете, значи тоа е изготвен, ќе се предложи на влада, 6-7 измени има во тој закон за паралелен увоз, се со цел, значи, пред самиот влез во Република Македонија да се гарантира квалитетот на тој. Она што мене ме буни е што вие велите лоша перцепција и лоша комуникација меѓу поранешните здравствени власти и здруженијата. Она што ние секојдневно го слушаме од нив, а имаме и неколку примери кои што ќе ги слушнеме и подоцна, уште 2 животни истории, е дека лекови нема. Значи, каде е
ајде од тука да почнеме каде е проблемот, па после ќе им дозволам на моите вечерачни гостинки и да ви се обратат и со директни прашања, за да можеме по-конкретно да одговориме. Депото на лековите за ретки болести е на детска клиника. Знаете. Од првиот ден кога сум во Министерството, мојата врата од канцеларијата е отворена. Секој дневно примам родители на деца со ретки болести. Јас сум доктор, и тоа толку не сум инволвиран, ниту можам да кажам дека сум стручњак за сите овие ретки болести. Ги примам, вели нема лек. На која клиника ви се лечи детето? На таа клиника. Кој лек го нема, тој лек. Преддив, се јавам по телефон кај директор. Ќе ја молам директоре, дали овој лек го има? Го има. Еве имам родители тука велат дека го нема. Да, ние му рековме, ама дека во февруари ќе го нема. Ме разбирате? Значи, ги шетат родителите. Тоа е наша работа. Ние да обезбедиме, ако сега го распишуваме тендерот, за после февруари да го има во континуитет. Процедурата каква би била? Значи, ние ги имаме распишани. Лекарствата стојат во тие добавувачите. На најава од одредена клиника, од поедини пациенти, дека го нема леко, значи Министерството се јавува до тој добавувач и тој лек се носи во депото на детска клиника. Се поставува прашањето. Ако 6 клиники третират пациенти со ретки болести, зошто депото би било на детски клиники? Зошто не би ги добивале сите клиники кои лечат ретки болести со одреден број на лекарства, да ги имат на нивните клиники и да му бидат на достап на пациентите? Зашто пациентите би се шетале или зашто би комуницирале овие 6 клиники директорите да... Имате одговор вие на тие зошто, бидејќи сега сте во позиција да ги решавате тие зошто. Ќе го решиме ние, нема да биде така. Значи секоја клиника... Не добивме некои одговори на тие зошто. Значи секоја клиника, значи ќе си ги има лекарствата за пациентите кои се третират на таа клиника. Ајде да почнеме еден по еден, каде вие ги детектирате проблемите и со директни прашања за да ги одговорите. Согласувам со заменик министерот дека депото не треба да биде само детска клиника, меѓутоа во изминатиот период, зборувам и за оваа и за минатите години, откако функционира програмата за ретки болести, ние не сме имале, конкретно ние со нашата диагноза, значи со болеста Вилсон и со терапијата за Вилсон, не сме имале проблем во тој дел. Значи да, доаѓаат во депото, меѓутоа клиниките Вилсон е болест која што се третира на 3 клиники, значи на гастроентерохепатологија, на неврологија и на психијатрија и на детска 4, се извинувам. Значи никогаш тој проблем не сме го имале. Конкретно, и минатата година го имавме проблемот да едноставно лековите ги немаше ни во депото и тоа траеше некаде 2-3 месеци. Детска клиника? Значи воопшто не беа во депото, ги немаше лековите, дали не беа стигнати, дали не знам. Значи ние не успеавме да дојдеме до лек 3 месеци минатата година, а тој прекин оваа година е веќе 6-ти месец почна. Значи од јули годинава ние немаме лекови. Не е проблемот што лековите не се во депото. Едноставно не е проблемот таму. Но ние изгледа не сакаме да се разбериме. Ве разбирам, апсолутно. Ако докторот на таа клиника, директорот на таа клиника, значи тој има обврска, значи кој ќе се намалува бројот на тие лекарства, да го извести Министерството. А Министерството има договор со одредени добавувачи. Така е. Добавувачите во Македонија ги имат лекарствата. Точно, меѓутоа директорот не е задолжен да го обавести Министерството, тоа го правеше Комисијата за ретки болести. Така функционираше, тоа го правеше. Па сега тука сме во оваа емисија да го смениме начинот што не функционираше. Точно. Ама има конкретно прашањето, дали знаете зошто ние 6 месеци пациентите со Вилсон немаат терапија? Јас не знам, 4 месеци сум на оваа функција. Значи од кога дојдов, си дадов аманет дека овој проблем со недостаток на лекови за пациентите со ретки болести транспарентно ќе го кажуваме дали на вистина ги нема тие лекови во Република Македонија или то вештачки се прави, не е ни место, ни време да го кажам зошто во некои други
прилики, ќе го кажам, на сите нам ни е познато, овде што седиме на масата, меѓутоа тоа не е за јавноста. Заменик министр сте, не можете да кажете дека нешто се прави со недостатокот на лекови, а не можете да кажете. Отворено ќе ви кажам, како може да го има веледрогеријата, а да тврдат некои дека го нема лекови во Македонија? Еве јас ќе ви кажам, 3 недели не зборам за сите лекови, зборам за мнозинство на лекари, лекарство, повелете. Така, значи... Дека треба да зборуваме за конкретни лекарства, за да може да ни биде јасно. Не, ама вие сакам вака сега, извинете, сакам на вистина, тука да отвориме, кои лекарства на вистина ги нема во овој момент во Република Македонија? Имам список. Така, вие сте во право кога викате дека докторот преку директорот треба да си ја направи нарачката. Меѓутоа, што кога го нема во депото? Ние реагиравме од ХАЕ Македонија пред месец дена дека ги немаме лековите, ги немаше и во депото на детска клиника. Значи, директорката на детска клиника реагираше кај вас, точно знаете колкав долг период. Вие немавте овластување да подпишете нарачка. Така, го чекавме вашето овластување да се подпише нарачката за да се повлече лекот од веледрогеријата. Значи, такви административни пречки имаме. Зошто? Не знам, меѓутоа знам дека животот на некои пациенти беше загрозен. Значи, ако јас ги немав приватно количините набавени за син ми, веќе 2 пати бевме во критична состојба и морав приватно да ги потрошам своите ресурси, лекови што се набавени со кредит, личен мој. Ме разбирате, значи, овие административни пречки да се потрудиме да ги надминеме. Она што вие немавте овластување, јас искрена ќе бидам, ние реагиравме и до кабинетот на премиерот. Значи, од таму добивме повик и не праша што е она што треба да се направи. Еве конкретно за случајов да се подпише барање за повлекување на лекови од депото на компанијата. Едната компанија решивме, сега ни останува вторава. Што е проблемот со вторава? Не знам. Значи, недостигот на лекови е континуиран заради тие административни неподпишувања, неовластувања или слично. Тука сме, како што кажавте и вие, да си зборуваме отворено и да ги немаме веќе овие бариери. А друго е прашањето, ова што вие рековте, февруари 2018. Значи, ние исто итно доставивме допис и до премиерот и до Министерството, иако нема министар, го насловивме и до вас како заменик министар и шефот на кабинет и останатите лица кои што знаеме дека седат во тие столчиња, значи во вашето министерство, да предупредиме дека подготовките за набавка за 2018 мора да почнат сега. Ако не почнат сега, ќе немате добавувачи, затоа што овие лекови сираци се планираат од страна на големите веледрогери кои што се произведувачи 2 години однапред. Значи, јас имам сигнали, затоа што сум регионално инволвирана со пациентите со ХАЕ, од германскиот производител на еден од лековите, дека сите нарачки се веќе, да речам, избројани за секоја земја. И сега, ако ние во Македонија имаме плюс 5 пациенти, тие пациенти нема да добијат лекови затоа што не се испланирани на времено. Не разбирате, многу подолгорочни планови треба да се прават и ова што набавката се прави само за 1 година е навистина бесмислено. Значи, дајте да набавуваме поголеми количини на терапијата за да немаме прекин, за да немаме административни пречки и за да можеме континуирано да бидеме снабдени, затоа што сите доктори тоа го викаат. Џабе ја примате терапијата ако има прекин. Секој прекин потоа предизвикува дополнителни влошувања во здравствената состојба на секој од пациентите и влошување на клиничката слика. Значи, досега слабост не само во здравствениот систем. Ние во Република Македонија многу слабо баратаме со бројки. Заради тие бројки не можеме да ги искористиме и фондовите во Европска унија. Аналитика кај нас е непозната работа. Значи, со моето доаѓање, не дека и јас ги сакам бројките, како и секој доктор бегам од бројките, меѓутоа, ние мораме да направиме стратегија. Во која смисла? Значи, извештај на крајот од годината, значи, кога се планираат тие лекарства. Значи, ние мора да добиеме од клиника врз база на медицина, која се подпира на доказ дека, ако во овој период имаме, карикирам, 5 пациенти, дали со она уназад што се анализира, дали во наредната година ќе имаме плюс 1, плюс 2. И ќе набавиме, и ако ги немаме, ќе набавиме и за тие 2 пациенти. Значи, тоа е процедура која сакам да ја наметнам како треба да работиме. Значи, јас со многу од вас се сретнав и отворено кажам, ние взаемно, значи, уочувајќи и грешките од минатото, да ги исправиме.
Немојме да ги исправиме преку ноќ, за недела, за 2, за месец. Меѓутоа, дајте да почнеме. Досега не сакам да работам во систем кај што ќе гасиме пожар, него се преку институциите доди, преку системот. Да дајме одговорност на одредени луѓе. Значи, јас како размислувам, комисијата за ретки болести си биде координатор меѓу клиниките, Министерството, а Министерството во контакт со тие веледрогери кои ги чуват лекарствата по наша нарачка, во секој момент, значи да не чекаме ние да се јави пациент, па да ги натераме тие да ги донесат, него секогаш да го има тој лек на располагање. Се поставува прашањето сега, се треба да бидеме малку отворени. Јас кажам, дека и овие средства не се доволни. Меѓутоа, јас ќе ви кажам за ваш податок. Значи, заклучно со денес, за 2017 година беа обезбедени 213 милиони 967 илјади денари, од кои 210 милиони од буџетот и 3 милиони 967 со пренамена од други ставки. Со денес, 11.12.2017, потрошени се 202 милиони 417.681 денари. Уште 11 милиони 559 илјади 319 до крајот на годината ги имаме средства за лекови од ретки болести. Добро. И кај се лекува? Кај се лекувате? Значи, тоа е проблемот на она јас... Проблемот е во недоразбирање и несоодветна комуникација. Вака сега ќе ви кажам. Видете, јас се извинувам само ова, меѓутоа, она што мене ме фрапира. Дамиве тука како представници на здруженија кои што обединуваат повеќе пациенти, говорат за прашање на живот и на смрт. А Гелеска вели дека животот на нејзиниот син 2 пати досега бил на конец, а одговорот од ваша страна, без оглед што сте 4 месеци, 1 недела само со целосни овластувања, одговорот од ваша страна е се резултат на недоразбирања, немање комуникација. Мисля ако ми дозволите, бидејќи и јас не ги сакав бројките, ама морав да ги запознам многу поблиску, затоа што навистина се иритирав од фактот што од 2008 година јас водев спор против државава до Уставен суд, заради тоа што не се обезбедуваат лекови за мојот син. Не е важен тој процес. Процесот на буџетирање на програмата за ретки болести од тогаш кога почна да функционира од 2009 година. Значи беше многу ситен, па се боревме сите како што знаевме, умеевме. 2015 се направи некаков помак во позитивна насока со тој фамозен дополнување на Законот за здравствена заштита и одвојување на средства од акцизите за цигари и за алкохол. Никогаш не добивме одговор, значи во изминативе, трета година, колку средства всушност се одвојуваат од акцизите и се влеваат во програмата за ретки болести. Секоја година буџетот кога се планира историски, значи врз основа на потрошени средства. А потрошените никогаш не се во целост, затоа што секогаш имаме доцнење или не најавени другери или паралелен увоз па потрошени пари, а не добиени лекови. Значи, проблемот е поголем и посистемски и затоа на 16.6, значи после 12 дена откако се формираше новата влада, ние упативме допис и до Министерот за финансии и до Министерот за здравство, за да укажеме на овие проблеми, да не планираат со историски трошок. Трошокот не е вистинската слика за потребниот буџет, за да бидеме адекватно избуџетирани за 2018 година. Добро. За жал, она што го видовме во проектираниот буџет сега што се разгледува во парламент, е дека е истиот буџет, како што од оваа година, а и оваа година не е допотрошен, а ние се соочуваме со диагнози кои што немаат терапија. Точно, заради тоа е ова средба. Да. Зашто овие 11 милиони се непотрошени, а вие се жалите дека немате? Јас ќе ви кажам зашто не се потрошени, зашто ние немаме, например, едни од тие што немаат 6 месеци лекови. Првото објаснување од Министерството за здравство кога реагиравме во август прв пат, значи некаде во септември, првото објаснување од Министерството беше дека во тендерот за ретки болести, болеста Вилсон, односно терапијата за оваа болест,
е изоставена затоа што не бил утилизиран, значи искористен буџетот од минатата година. И точно е дека не беше, меѓутоа не по наша вина. Затоа што немавме 3 месеци лекови. И сега, дали тоа значи дека следната година ние ќе бидеме планирани само со 6 месеци? Мислам, тука е проблемот. Затоа ние велиме дека треба да има, значи, еден регистар кој што ќе ги води сите тие, значи, кој што ќе биде основа за планирање. Тоа истото што го велите вие, истото го зборуваме и ние, со тоа што да биде ставен во некоја рамка. Значи, ние не да мислиме секоја година овој период дали ќе има програма, па колку ќе има во програмата, едноставно тоа да иде по некој, да оди по некој, како да кажам, автоматизам. Затоа што веруете, ние секој ден јас отворам да видам дали има програма за ретки болести. Односно, дали од 1 јануари повторно пациентите ќе имаат или нема да имаат лекови. Ние буквално станавме и адвокати, станавме и луѓе што знаат финансии, станавме луѓе што знаат страшни болести кои немаше на памет да ни текнат. Сега, што се однесува до комуникацијата, ние како здруженија и како пациенти секогаш сме се обидувале да имаме најдобра можна комуникација. Значи, доктори што не сакале да се видат со очи заради нас, седеле на иста маса, за да ги решат нашите проблеми, затоа што знаат колку е тешко и знаат со што се сочуваме и знаат дека смртта ни е тука вака. Нема проблем. Она што го видовме како проблем беше затоа што програмата за ретки болести имаше еден координатор. Значи, кој ја собираше комисијата, кој ги работеше проценките во Министерство за здравство и сето тоа, но тој координатор реши да си замине, затоа што свати дека не може да го издржи веќе тој притисок, каде што е измеѓу бркање на потписи, проценка на количини, значи буквално требаше да биде да врши и финансии, и нарачки, и да гледа дали правно све е задоволено и да ги избрка сите потписи. И сега наеднаш го нема тој координатор и наеднаш за тоа и не беа видливи тие проценки, што беше логично и што го очекувавме да се случи. Затоа и пред време викавме, ве молиме, ставете уште еден човек да тој координатор да учи и да види што работи тој координатор, кој работеше 2 месеци про боно, за да може да научи некој друг од него, за да ја продолжи работата. Но за жал не можеше очигледно да се назначи некој нов човек, затоа што немавме ингеренции нели во Министерство за здравство, за да дојде нов човек, затоа што беше и предизборно, затоа што не можеше ни да се вработува нов човек. Не и се. Помина и тоа, окей. Али во моментот треба да се фатат. Не работи во држава. Има луѓе што работат про боно и уште фала му на Господ. Да. Значи работата е што таков координатор е потребен. Значи потребно е такво лице што ќе комуницира со здруженијата, со комисијата за ретки и со министерството, но воедно веројатно треба и лица кои ќе ги брка сите административни работи, записници и останати работи, затоа што комисијата за ретки болести е уште една комисија која работи про боно, немаат никаков надомес за тоа што се состануваат. Прекрасни луѓе се. Тие што ги знам, тие што не ги знам, али знам дека стручните мислења им се стручни мислења. Значи, навистина стручно работат, експертски работат луѓето, ги даваат нивните мислења во однос на тоа дали пациентот има ретка болест, колку е таа ретка болест ретка во Македонија, и го даваат нивното експертско мислење во однос на лекувањето, односно која терапија е потребна. Но таа комисија од тука натаму нема ништо друго со набавката на терапија и не треба да има, затоа што таа е експертска комисија. Набавката на терапија и тендерите треба да ги врши административно лице во Министерството за здравство. И Министерството за здравство е тоа кое треба да одлучи, односно да најде средства во буџетот за да издвои соодветни средства за да добијат овие луѓе терапија. Значи ние веќе повеќе од година дена имаме дописи, значи и до претходен министер и до предходен и до кој да било, значи буквално, и не само до министри за здравство, сме пишували до министри за финансии, значи буквално до кој стигнеме сме пишувала. Значи, буквално одам со една листа и шетам со таа листа, дури и во чанта си ја носам таа листа и на мейл ја имам за да можам да му ја пратам на кој било, во кое време, за да ја знае листата која ние како здружение ја имаме, дека на овие луѓе им треба терапија. Значи, фамилијална амилоидна полиневропатија. Луѓево се 3-4 луѓе во Македонија. Еден од нив е 23 годишно момче. Обично таа болест се случува на 50 години, еве се случила генетска малформација, се случила на 23. Оваа болест, ако не се прими лекот во рана фаза, нема никогаш да може ни да се прими тој лек, џабе ќе биде и тоа дете ќе си отида. А ако го прима лекот ќе се спречи тоа трупање на амилоидите
Не сум лекар, али колку читав, толку научев и ќе може да се спаси. За една жена веројатно веќе е и касно. За неја апелиравме долго време до двата министри, ни ветија итна набавка и едниот и другиот, ниту еден не ја изврши таа итна набавка за да го спасиме овој живот. Пулмонална фиброза е тука, миелодиспластичен синдром е тука, сите ги набраам. Акутна миелоидна леукемија, спинална мускулна атрофија, дечињата што чекаат, мускулна дистрофија Душен, јувенилен артритис, нешто имаат, нешто немаат, системска склероза немаат, мултипен миелом, ихтиоза немаат. Значи тоа се све пациенти. Сите немаат лекови? Не. Сите? Нема. Видите, слушајќи го сето ова, од нив зборува макат. Сигурно. И одењето по бирократските административни ходници. Сигурно. Сите три би можеле да ви бидат веднаш советнички, бидејќи првата ваша реакција беше зарем за сите овие нема лекови. Можно ли е вие тоа да не го знаете дека за сите овие луѓе нема лекови? Има лекови. Каде? Во депоата и во веледрогерии. Не, овие лекови не се набавани воопшто никога. Вака сега една работа. Вака сега може да дискутираме отворено. Отворено да дискутираме. Значи јас на еден ваш состанок ви кажам. Значи многу сум возрасен. 32 години работам како лекар. Сум ги видел системите и на Германија и на Австралија. Јас сум пациент. Татко ми почина, брат ми почина во европски земји, едни во Австралија. Значи една работа да кажем. Во медицината не е се возможно. Значи тоа ви го кажувам како лекар. Во медицината се не е возможно. Сдруженијата на пациенти, значи историјата, ако ја земите како почнаа да се формират сдруженија на пациенти, се формираа заради поддршка на новите пациенти. Од искуство на оние пациенти кои преболеле таа болест, биле оперирани, му давале поддршка и така. Значи, вие не треба да ги тргате маките и вие да се грижите дали ќе има лек или ќе нема лек. Значи, тоа е работа на институциите. Значи, што сакам да наметам? Ние имаме изврсни стручњаци кои се занимават со ретки болести. Значи, тие стручњаци на одредени клиники, значи тие стручњаци треба да бидат во еден тим заедно со таа комисијата. Тие се професори во комисијата. Еве ги имам подпишани на извештајот. Значи, кои се? Тие се врвни стручњаци што ве лечат сите. Така. Значи, спрема нивна знаење, ќе кажат дека, еве, како што кажува, дека има 400 и толку пациенти. Се поставува прашање на парите. Чекайте, морам тука да се вмешам. Најмалку 6 лекови спомна Весна кои што ги нема во моментот. Вие спомнавте цифри, ги имаме и ние ќе ги слушнеме подоцна. Дали тие лекови прве се регистрирани? Дел од нив да, дел од нив не. Ако не е регистриран лекот, тој не може да биде. Не е точно. Добро, не е точно во програмата за ретки болести. За програмата за ретки болести не регистриран лек. Има исклучок. Не регистриран лек. Значи, нерегистриран лек може да се увези во Република Македонија со потпис на стручен колегиум. Така. Значи, на стручен колегиум, на клиника. Така. Значи, која ја лечи таа болест. Така. И јас ќе ви кажам, значи, за едниот лек за ХАЕ имаме регистриран лек, а се набавуваше пред да биде регистриран, затоа што програмата за ретки болести тоа така го регулира, затоа што овие лекови сираци не изискуваат секогаш валидација национална, затоа што Европската агенција за лекови и Американската агенција за лекови се тие кои што имаат многу построги критериуми дали еден лек се пушта во употреба или не. Значи, пак ќе ви повторам. За едниот лек за ХАЕ имаме регистрација на лекот, за другиот немаме, а еве втора година го добиваме. Па сега вие кажете ми кој работи. Јас знам како го добивате. Не, во 2009 година преку програма за ретки се внесува лек. Ти не е се за на телевизија. Чекайте, како не е се за војавност? Се извинувам, не може се да не биде за војавност и пола работи вие да не ги кажувате. Не се 6 лекови, 2 лекови, 10 лека велат од искуство, од јавување на нивните пациенти, на нивните членови ги нема. Вие велите
има пари и останати се, а лековите се во депоат. Еве ги молам утре. Апсурдно е. Вака се, ги молам утре трите колешки да дојдат кај мене во министерство. Ама за мене че апсурдно е ова што го не е тврдите. апсурдно. Ги молам. Јас со нив ќе прошетам на клиниките, ќе прошетам во депото и ќе одиме во веледрогериите во Република Македонија и ќе видиме на вистина дали тие лекои ги нема во Република Македонија. Значи, имавме пречка. Дозволете ми сега. Значи, имавме пречка. Значи, првен, комисијата за ретки болести се ревидира. Второ, кажавте координаторот дека што ги имаше сите податоци и сите се го нема веќе. Значи, сега пред една недела ставивме нов координатор. Значи, до оформување на тимот и на тие работи. Ме разбирате? Значи, сите работи. Не сме во Република Македонија. Да се деси. Да се деси. Значи, веледрогерија, мимо знаење на тој координатор, мимо знаење на министерство, по нарачка директна од клиника да ги пренеси лекарствата во депото, а министерството да нема увид во тоа. Господине Чекаровски, страх ви е да кажете тоа што цело време велите дека не е во јавност, е дека имаме веледрогериска игра или ајде јас ќе претерам условно кажано мафија која што се игра со животите на пациентите. Затоа не. Вие го кажете. А зашто вие не сакате да го кажете, ако е очигледно дека проблемот постојано го лорцирате во таа ова се лекови за пациенти кои се регистрирани, кои се уште не се набавени, кои не постојат во Македонија да се увезени. Значи не се увезени во Македонија, не е можно да се увезени во Македонија, ако Македонија не побарала да ги увези тие лекови. А свесни сме дека во програмата за ретки нема доволно пари за да ги увези овие лекови, затоа што знам дека еден од тие лекови кошта 700.000 евра годишно. Да, знам, многу пари се. Ама исто така знам дека може Министерството за здравство да седне со таа фармација на маса и да испреговара цена и да испреговара и донација со таа цена и да види и да најде начин за тие лекови да стигнат до тие пациенти и да им дадат подобар квалитет на живот. Сега вака, разговараме за нешто што е препишано, дали го нема, а не за нешто што вчера излегло во Америка и кошта 750.000 евра годишно. Сега би го поставил прашањето вака. Значи, ние, кога би имале доволно пари државата, значи, сигурно би ги нарачале тие лекови, немало да има проблем. Ме разбирате? Не се сега толку скапи, некои се поевтини, ама дали тоа така ќе го одредуваме животот на луѓето? Ако ти е поевтин лекот ќе го добиеш, ако ти е поскап нема? Животот нема цена. Животот нема цена. Меѓутоа една работа. Јас како лекар, значи од секогаш сум преферирал. 1 денар вложен во превенција носи 10 денари. Ме разбирате? Точно. Меѓутоа, тоа не правиме проблем. Значи, видите са, ние сите треба да ја гледаме пошироката слика. Јас би сакал, јас се надевам дека со ребаланс на буџетот во март овие ваши средства за ретки болести ќе ги зголеми. 3 пати. Ме разбирате? За 3 пати. Најмалку 3 пати. Со ребалансот, види са една работа са. Да се договориме некои работи. Отидовте и пред министерот за финансии, бидејќи најавувате ребаланс, меѓутоа, ајде да го затвориме овој дел. Не одам пред министерот, веројатно да го затвориме овој дел со јас повторно ќе инсистирам на тоа прашање. Ви беа и почнавте не кажавте како ќе ги најдете лековите, евете со трите господи ќе ги барате по фармација. Ви се посочени лекови, тие велат ги нема, вие не знаете зошто ги нема, а велите не се. Тоа се лекои што не се никогаш нарачани. Никогаш. Не се никогаш нарачани. Нив ги има во некои земји. И според стандарди, значи тие болести, има и лекови кои што се. Тие болести се лечат со тие лекови. Меѓутоа, за таа постапка, значи јас повторно не се сваѓам. Значи за таа постапка, одредените клиники кај што се лечат тие пациенти. Значи имате прва генерација, втора генерација, трета генерација, нови генерација, ќе кажат дека значи ние не можеме и колкаво да сакаме и да имаме желба
дека секој нов измислен лек Не говориме да ги тргнеме, сега тие малку повеќе одговараат да се заобиколи темата. Маја, кои лекови ви фалат, од кога се изошто и колку ги нема? Меѓутоа, за лекови. Кои? Клиниките, овие 6 што ги спомнавме, кај што ќе кажат дека тие лекови имат, според медицина базирана на докази, ефект. Не секој лек треба да знаете вие што излегува, нов лек, тоа е во фаза на експериментирање. Многу не е јасно. Еве прашање се извинувам. Конкретно прашање од госпоѓа Маја. Госпоѓа Маја знае дека нема лек кој што постои и е регистриран, објаснете и зошто го нема. Маја во едно време да ги имаме. Само ако може, извинете, да не настане недоразбирање. Овие лекови што ги наведе Весна, тоа се лекови кои што никогаш не влегле во програмата за ретки болести. Значи, барањето е тие пациенти да се регистрираат во регистарот и да добијат соодветна терапија, затоа што го имаат право на тоа, имаат право на здравствена заштита и право на живот, а ние што зборувавме, лековите јас што ги спомнував и Наташа што ги спомна, се лекови кои што се во програмата за ретки болести од самиот почеток од 2015, меѓутоа од одредени причини нам искрено непознати, едноставно не ги добиваме. Значи ги добивавме годинава од јануари до јуни, од јули наваму ги нема. Зошто? Не знам. Значи се обративме како здружение до Министерството за здравство, одговор не добивме. Неофицијално ја имам информацијата дека ги има во Македонија, значи добавувачот што ги добавуваше минатите 2 години, што го има добиен тендерот, мислам, информацијата е неофицијална, повторно ќе кажам, дека се во Македонија месец и пол, меѓутоа нема кој да ја направи нарачката, значи да ја потпише нарачката со што лековите од кај нив ќе отидат во депото. Да. Значи тоа е проблемот. Да. А овие лекови се лекови кои што мислам барањето е да влезат во програмата и заради тоа велиме дека овие средства што се сега проектирани на историска основа нема да бидат доволни затоа што овие лекови секако нема да ги покријат. Да, а од друга страна имаме и нови пациенти на веќе регистрирани болести. Значи има 3 гоше пациенти, има не знам колку Вилсон излега уште 5. На почеток изгледа не се случи. Има, да. Секое побарување од клиниките што е стигнато до мене. Добро. Одма е процесуирано до веледрогеријата. Одма. Јас утре ќе ве посетам да видиме за Јас вториот морам да проверам. Стигнано до веледрогеријата, значи ако го има, ние немаме корист да ги има лекарствата, да седат во веледрогерите, а пациентите да ги немат. Затоа, значи, јас мислев дека ова емисија ќе искористиме. Да најдеме начин овие работи да не ни се случват повеќе. Проблемот е министерот како може да побарам јас ако не знам дека во депото се скусува бројот на тие опаковки или лекот е веќе при крај. Значи некој треба да ме информира. Координаторот на програмата. Куршлус имаме во координација и во системот. Јас се надевам за брзо време ќе биде тоа решено. Дали може таа процедура да биде јавно објавена на страната на Министерство за здравство, како да пишува програма за ретки како оди процедурата и луѓето да можат да ја видат? Господине, ќе одиме со останатите прашања по кратка пауза за реклами, бидејќи и тоа е наша обврска. Добре дојдовте назад. Гоце Чакаревски, заменик министер за здравство, Весна Алексовска, Сдружение Живот за предизвици, Маја Алексиева Димич, Вилсон Македонија и Наташа Ангелеска Хај Македонија се мои вечерешни гости. Во обид да ги дознаеме од одговорите на прашањата зошто нема лекови за пациентите со ретки болести, пред да преминеме на решенијата за слабостите во системот кои што ги детектиравме во првиот дел од дебатата, уште една животна сторија и една изјава околу повторно проблеми со лекови. Животот на пациентите со ретката болест ФАП полека гасне пред очите на семејствата, бидејќи државата не го набавила потребниот лек за нив. Фамилиарна амилоидна полиневропатија му е диагностицирана на Маријан Велиновски од Струмичко Добрејци пред речиси 2 години, но тој до денес е без терапија, иако лекот во февруари годинава е регистриран во Македонија. Маријан има 54 години и првите симптоми ги добил одамна.
Но долг пат, многу болнички ходници и погрешни терапии поминал до точната диагноза. Това е пред горе-долу 4 години. 3,5-4 години веќе. Симптомите беа ватоглавица, нисок притисок, изедначување на притисокот. И тука одих повеќе на лекар. Не можеа да откријат ништо. Лекувааме како ме задржава во болница како прединфарктна состојба. Лежах 3 дена тука. Дојдех во Скопје, дојдех кај Барбов, се погоди. Примама човеко се фино, без проблем, прегледано, оти договорено, закажено. Прегледаме и закажаме таму неколку испитувања у истиот ден. Со крв, со тие работи, што ги направих во исти момент. И кога веќе он го открија болеста, што е, за да докомплетира болеста, ми закажа да лежам у Скопје 10 дена. Болеста се обидел да ја контролира со алтернативна медицина и здрава исхрана, но без успех. Вели дека неговото тело секој ден е се послабо и додека пристигне лекот, веќе нема да делува бидејќи болеста прогресира. Немаш што да обраќаш, викам, внимание. Само ќе си плюскаш парати, ќе даваш, нема ефект. Јас пробувах многу работи, и секој вечер седам така на интернет. Додека да си легнам, читам разни работи. Нема ништо. Се това што сум пробувал, барам кај мене за таа болест, не помага. Организмот на пациент со ФАП не може правилно да ги isfrla групата протеини амилофлоиди, поради што тие ја губат функцијата и ги оштетуваат ткивата и органите. Фамилиарна амилоидна полиневропатија се карактеризира со пропаѓање на органите, а најмногу страдаат срцето, бубрезите и црниот дроб. Кои се опасностите? Ако не го примате во одреден рок, што може да ви се случи? Да останете неподвижен? Да, инвалид. И како оно зафаќа го срцето веќе и се знае. Путuje му јадам. На кај Белата куќа. Вечниот дом. Во Македонија има регистрирано 3 пациенти со ФАП. Цистична фиброза е болест која што е генетски пренослива, значи таа представува една од најчестите ретки заболувања, значи во светот општо. Во Македонија имаме пациенти, тоест број на пациенти од прилика негде околу 100, од 110 до 120 негде пациенти кои што се моментално, значи кои што се третираат од таа болест. Јас сум председател на новоформирано здружение Асоциација за цистична фиброза. Цистичната фиброза е мултисистемска, значи болест која што афектира разни подрачја, значи во организмот на човекот, значи може да најчесто проблеми се јавуваат кај пациенти со цистична фиброза, се јавуваат во пределот на белодробијата. Психолошкиот момент е многу тежок. Нормално бара психичка спрема од самиот пациент, бара поддршка од поблиското семејство, бара поддршка од тие што се пријатели, значи подалечни пријатели исто така. Значи на секој пациент различно ја доживува. Начинот на живење е доста комплициран. Бара строг режим, значи на живот, бара константно, значи терапии, константни терапии, значи да се има лекарства моментално. Тие се сите хронични терапии, генерално, значи кои што ги примаат пациентите за цистична фиброза. Лек конкретен, значи за болеста се уште нема. Хронична терапија на која што му дозволува на пациентите да функционираат по-нормално. Многу битно да има континуитет во терапијата. Како и секоја друга терапија, значи која е хронична терапија, која мора да се има континуитет, така исто и со оваа терапија, значи кај овие пациенти. Ако некој пациент приватно ја набавува таа терапија, 1000 денари. Моментално лекови кои што се користат се
брамитоп, колистин, коломицин, пулмозим, тие се сите има инхалационни терапии. Значи сите тие кај нас, значи на ниво на држава ги имаат пациентите, значи ги добиват пациентите, меѓутоа константноста е секогаш проблем. Добивам информација дека еве денес, значи имам информација дека фали колистин во депото, значи кај во болницата кај што се подига терапијата. Имавме пуштен исто така барање за воведување на неонатален скрининг. Неонатален скрининг е дијагностичка метода, значи која што ни овозможува да детектираме многу рано болеста. Ако се детектира порано болеста, многу полесно е нормално да се третира болест која што е во рана фаза, отколку веќе и со компликации. Трошоците, исто така за лекарствата и за терапијата ќе бидат многу намалени ако се воведи таков неонатален скрининг. Ето, тоа беа само уште две животни истории. За мене че сосема кратко и ќе преминеме на делот, бидејќи сме при крај на решенијата што ги предлагаат моите и останатите гости вечерва. Околу 46 основни диагнози, над 70 вкупно во целиот регистар. Многу прашања имаше тука, зошто ги нема, многу прашања има и на социјалните мрежи. Едно од најчестите е ребив. Можеме ли сега да ја заокружиме таа дилема, како основно ќе го решите она што велите дека цело време го посочувате како проблем во комуникацијата? Па да преминеме и на предлозите за можни решенија. Да расчистиме прво за да не биде нејасно. Значи се работи за спомнати лекарства кои досега не биле применувани во Република Македонија. Значи тоа е еден начин. Како ќе влеземе дел од тие лекарства да ги вклучиме во системот. Значи, не е недостаток во моментот во државата на тие лекови кои досега не се воведени, а се применуваат надвор. Мислам дека на гледачите му е јасно. Другата работа, за овие лекарства, набавката на лекарствата за ретки болести се врши на годишно ниво. Ако вие велите дека 6 месеци го имало, и наредните 6 месеци мора да го има. Значи, тука е погрешната комуникација која сакам да ја расчистам и со вас и со јавност. Значи, не се набавуваат лекарствата за месец или за два. Договорите се на годишно ниво. Добавувачите имат обврска да ги доставуваат лекарствата кои се договорени во Република Македонија цела година. Куршлузот е ова што го констатирав. Значи, заради административни потешкоти, заради периодот во кој ние дојдовме. Значи, сите тие работи ги осознаевме. Јас мислам дека нема да има проблем, дека во постојан контакт сум со клиниките, драго ми е и со вас, со пациентите, значи ние стоиме на располагање. Значи, не сме да има недостаток на лекарства ако некој добавувач си зел обврска дека тој ќе обскрбува Република Македонија во текот на цела година. Проблемот настанува во комуникацијата. Сега ние ќе се договориме и после оваа емисија, значи со сите здруженија на пациентите со ретки болести. Не, вие ги поканивте утре, ќе шетате по депоата и веледрогериите, ние ќе ве следиме со камера, тој дел не ви го забораваме. Ве молам, при крај сме со вашите предлози околу она што клучно треба да се менува со на кратко сите. Она што беше најавено дека ќе се прави, нели, и да речам еден вид на ревизија на пациентите кои што се во регистарот со цел да се вклучат и нови, е во насока на она колку се функционални терапиите. Јас можам да кажам за нашата диагноза дека лекот што го има во Македонија со прекини заради административни пречки им овозможува на пациентите сосема нормално да функционираат. Значи, доколку ја има редовно терапијата, мојот син ќе оди во училиште, останатите пациенти одат на работа, придонесуваат активно за да се зголеми буџетот во Република Македонија со сите придонеси. Доколку го нема, ќе станеме сите социјални случаи или ќе побаруваме кредити и ќе отплаќаме туги долгови. Тоа е она што сакавме да го кажеме и го алармираме изминативе години, меѓутоа не застанавме само на поплакувања, нели, и на жалење пред медиуми, туку излеговме малце проактивно, благодарение, нели, на
тогашниот министар само што стапи на функција од оваа влада, бевме поканети да дадеме наши предлози како законски да се реши случајот со ретки болести. Бидејќи јас ви кажав, јас имам судски случаи со државата и не е препознаен како случај затоа што болеста на мојот син не е препознаена во ниеден закон. Значи пред законот ние сме невидливи. И затоа имаме уште неполни 3 минути до крајот, па еве кои се предлог мерките. Само пред да завршите Маја, сакам имавме една изворена анализа околу парите на колегата Александар Манасиев, ке може да ја видите на Facebook страницата. Значи 1 денар од секој литар испиено пиво, 1 денар од секоја испушена кутија цигари, 40 денари од секој литар чист алкохол. Толку треба да се влега. Програмите на Министерство за здравство во сите програми. 2015 година од цигари или алкохол биле собрани над 4 милиони евра, а само 33% или помалку од 1,5 милион евра били искористени за ретки болести. 2015 од буџетот се обезбедени 90 милиони денари, наредната година 80, годинава 50 милиони денари, а се одвојувала сумата од акцизи, вкупно годинава лицата со ретки болести имаат на располагање 210 милиони денари или околу 3,5 милиони евра. Предходно рековме и министерот посочи, дел се искористени, дел не се. Лекови нема. Маја, сосема за крај, кои се клучните препораки? Значи, како што напоменав на почетокот, нашето здружение во 2016 направи едно истражување кое што, како што рече Наташа, покажа дека пациентите со ретки болести се апсолутно невидливи пред законот. Од таму почнавме да истражуваме како е тоа решено во другите земји и дојдовме до насока дека, тоа е препорака од Европската комисија, дека е најдобро да се почне со еден национален план, како една рамка која што ќе ги опфати сите работи кои што се дел од ова недоречени, Во тој национален план ние веќе имавме една конференција, Весна може повеќе да каже за тоа, значи дефинирани се неколку приоритети, 5 приоритети. Првиот приоритет е дефинирање прво на институционална рамка. Значи за да зборуваме за ретки болести, да почнеме од тоа да дефинираме што е ретка болест, за да може понатаму сите работи кои што се поврзани, комисијата, регистарот, значи да имаат правна основа и да не биде работат про боно или едноставно, ако верувате, ние комисијата за ретки болести никаде не ја најдовме како е формирана. Значи, од аспект на институционална рамка потребно е законско дефинирање на сите тие работи, како не би имале ситуација во услови на вакви промени, кадровски промени, политички, ние да не почувствуваме тоа. Ако има систем на системот. Да. Само уште малку. Значи, вториот приоритет е обезбедување на терапија, меѓутоа не само терапија, туку и услови за следење на болеста, затоа што недозволиво е во медицина базирана на докази да има дека мора да се прави таа контрола, ние да немаме каде да ја правиме и затоа да одвојуваме по 5000 месечно на секој 3 месеци. И да не заборавиме дијагнозата, дека треба фондот да почне да ја плаќа и да ја рефундира. Дијагнозата и исто така јас она што, пошто е мојата болка тука, експертизата. Значи, едноставно, овие болести не се интересни. Јас разбирам дека не се интересни за повеќето лекари, меѓутоа мораме да имаме експертиза, да се вложува во експертиза, значи во усовршување на медицинскиот персонал, почнувајќи од примарно и се разбира до терцијарно ниво. Весна, 10 секунди и одговор за меникот и завршуваме. Само 10 секунди. Океј, ако имам 10 секунди, тоа ще кажам дека мора сите заедно да комуницираме и мора заедно да градиме иднина, затоа што она што го работиме ние сите заедно е градиме иднина за семејство, градиме иднина за граѓаните на Република Македонија и тие го заслужуваат тоа и не ќе веќе да ми се оцелуваат сите во Швајцарија, во Германија и не знам си каде. Сакам сите да си живееме тука и да може да се лекуваме тука, така да седнеме и заедно да ја изградиме иднината, затоа имаме национален предлог план за ретки болести кој се надевам дека заедно ќе го доразработиме сите и ќе го усвоиме на влада за да може понатамошно плански додат работите и во наредните 5 години да си ги решиме сите проблеми, затоа што знам дека никој нема магично стапче и не може од денес за утре да реши се. Господин Чекаровски, за крај, отворени ли сте за сугестиви и предлозиве? Најотворен, меѓутоа една работа да кажам. Точно во 2009 година се вклучив политички, партиски да делувам, бидејќи
инволвиран сум во процесите во здравството од 1991 година. Значи, во 2008 година почнав да зборувам вон партиски во се дека на Македонија му се спрема бела чума. Во смислото дека ни соцелуваат докторите. Најгорлив проблем моментално во Република Македонија недостаток на доктори. Јас се сложувам со вас. Нас ти требаат експерти. Како да ги мотивираме докторите што ни ојдеа надвор да ги вратиме, како да овозможиме правилна едукација на овие доктори кои ги имаме тука, да ги правиме експерти, за да можат, значи, сите наредни пациенти да не лутаат по земјите во странство, него да ги диагностицираме тука. Основното прашање се поставува. Да. Не може да има стратегија за ретки болести, ако нема стратегија за развој на здравството во Република Македонија во наредните 15-20 години. Сето ова покажува дека има за многу за што да се дискутира. За крај, кое време утре тргнуваме во потрага по лековите што се увезени во Македонија, вие тврдите дека ги има, во 7:30 на работното место, почнувам од 7:30, кога сакате повелете. Ви благодарам и на вас. Потрагата по лековите кои што ги нема и продолжуваме утре. Вам ви благодарам за вниманието, почитувани. Следете Телма во ноќно студио и нови интересни теми со Снежана Лупеска Соса.